Да ти кажем право, порано стално ги коментирав овие родителите се шо клават за децата. Ноđe, раче, запче, мапче, овај месец, она недела, не знам шо. Арно, како врви времето, можно и јас таков да се направам. Само жи не ноđето, рачето, запче. Ама како почнавме си пееме по дома, се поке миди камерена да чукнам таму 24/7 да снимам, ти кога изваиш телефон прекинва. Не мора ни да го гледа, го извада од страна телефонот негде. Како ги сеќава човече. Одма прекинва со пеење, со гугање, со шо и да. И да ви кажам право, ич да не ве чуди чим почне да збора, ви го клам пред камера да си правите муа. Пошто ко шо гледам по гугањето шо го прави подпевнувањето, ќе биди брборко на тато. Крвта не е вода, те нема бегање. И денес пример планирав нешто сосем друго да збораме, некоја друга тема, смениме малце Арно, ама ете па за тоа ми се збор. И пак за тоа ќе си збора. Мислам ако чини Арно, ако не, кој те праш? Е така. Ај сам маниме шпица и да видиме за кој дел од таа милоста ќе правиме муаве денес. Може? Ајде да те пуштам. Една од најчестите причини за кавга меѓу нови родители и нивните родители се генерацијските разлики. Сам покрај друго, покрај егото, нервозите секојдневни, јас знам, ти не знаеш табиетот македонски. А мислам дека сето то другото пак спаѓа во тие генерацијски разлики. Новите родители се нови родители. И во денешно време цело знаење на светот ти е на дофат на рака, достапно ти е, во телефонот го има. Влегваш Google или Chat GPT, прашваш и се ти објаснува и студии ќе ти пушти, се што треба ти најде. Јарно, ама повозрастните обично не можат да осватат тоа, ти идат од едни други времења. Ти идат од време кај што знаењето беше во книги. И ти ако нештото го немаш учено на училиште, ако не ти ја дале книга, или ако немаш побарано книгата да ја купиш и да ја прочиташ и да пробаш да научиш нешто, ти автоматски не го знаеш нештото, готово. Сам добро се нормално занаетите се пренесвале од човек на човек, исто така и други знаења. Ама да сакаш сам да го најдиш нештото сега тука во моментот не може. Тоаш мораш да се јавиш негде да прашаш совет ваму, да се јавиш таму. Ако нешто се уплашиш со детето, треба спакуваш да го однесиш болница, па таму тегни се, па тие таму главни да ти се прат, па да се... Абе, долга и широка бил. За разлика од денешно време, кај што уште неродено детето, мајките денешни пуштат TikTok и бара и му кажуват мајките, ова и ова и ова, син ми вака и вака, керка ми така и така. И се ти нормално дете до дете има разлика, ама тие основните работи што би можеле да те загрижат кај дете, не знам, икање, мозолчиња, шо да е, се сегде исти ти кажуват вака и вака е да не се замара. И ти автоматски влегваш колку толку спремен во приказната. Не влегваш наќоро како што било порано. И се тоа не значи дека ако ги имаш информациите на телефонот дека ги знаеш сигурно, ама сепак што и да ти треба можеш да прашаш, да прочиташ и да видиш на момент. Арно порано не беше така. И затоа на возрастните му е чудно што денешните млади ништо не ги прашаат, ништо не ги интересира. Како може да не ми побарат помош? Извини периката. Значи како може да не ми побарат помош? Нив кој ги изгледа. Јас ги имам сите изгледам. И шо му фали? Абе, шо не му фали туку, ај. Не дај Боже искоментираш таква работа, готов. Пожар. Тие мислат, тие свето го измислија, младите се зна. Синкир ние ништо не знаем. Ами од кај дојдовте море? Јас како ве имам гледам. И видиш тука е то фундаментално его што го имат повозрастните. Пошто порано младите живееле со постари. Сакаш некиш ке живееш со свекрвата или со бабата или со некој. И сакаш некиш ке имаш луѓе што ќе ти висат нагла и за арно и за лошо. И нормално ќе ти поможуват, ќе ти дават совети што да. Ама ко што рековме, на младите тоаш му било потребно совет од поискусни повозрастни што поминале низ процесот, пошто немало и да сакат, немало кај да прочитат за тие работи. Денешно време не е дека не треба помош е секогаш добре дојде. Ама не е толку итна работа. Особено кога што има млади деца што се заинтересирани, онака ќе седни, ќе го простудира буквално секоја точка ќе студира од нештото и раат му е глад. Ето не можат да осватат постари. Како да не побараш помош ти? Тоа е нешто невозможно. И наместо се срекни што си писмен, што можеш да си побараш, да си научиш, што не се тресиш на секој чекор, да уживат во процесот, да дојдат пример да ти поможат нешто пајнци, чаши, чуда, нешто што било. Тие се лутат човек. И пошто нели мора нивното знаење што го акумулирале со текот на годините да го кажат негде, тие прашано не прашано ќе ти кажат. За да му олести на душата ме сваеш, тие да си го кажат. Па са ти дали ќе го прифатиш или нема го прифатиш, што е твоја работа. Дури да му речиш неќам ништо да слушам, неќам да знам, не ме интересира
интересира, немој да ми кажувате, нема врскавате. Тие ќе ти кажат, па ти нагла намести. И ќе ти кажат секој пат кој се види. И не се секире. Само ако ти чини, ако не, кој те праши. И ти пример ќе му речиш не ќам да знам, тие ќе ти кажат, ти ќе се изнервираш и после ти ќе биш крив што си изнервиран, пошто знаеш како? Кој те праша бе? Што ако ти кажа дека не ќиш да ти збора никој да ти кажува приказ? Кој те праша? Ти можеш да си кажуваш што сакаш, тие ќе ти кажат и ти ќе си биш крив ако се љутиш, па ти како сакаш намести. И сега се разбериме, не се сите такви. Не се фаќајте одма запишто. И фала Богу што не, пошто иначе што ќе правевме. Кај нас пример дека Милена има и знаење и пракса од таа професија. И јасно му е дека си ја знае работата и никој ништо не му вели. Са добро, се случва понекогаш од некаде од околу мене да ми се постави прашање некој или нешто, ама по глобала не е за жалење работа. Макар што и наведено беше дека не ќе ме на уприказни кажување и дека ако сакаме нешто да знаеме ќе си прашам. И фала Богу има разбирање од и не знам што ќе се правиш. Јас не знам како живеат луѓето без разбирање. Замисли ти му велиш не ќам да слушам приказни, ако сакам нешто ќе ве прашам, не ќам да ми се кажат приказни. И од таа страна ти вели кој те праша и само приказни ти се кажа. Тоа е бомба темпирана, човек. Некој негде ќе пукни сигурно. Ше најако за тоа обично никогаш не се повозрастните криви. Нема шанса. Не знам овие младите денес. Збор не му се прогарат. А му речиш нешто одма со викање. Ами чекај малце. Јас за твое Арно ти вела. Ние порано како слушавме. Ќе дојди свекрвата, ќе речи вака и така мораше да биде. Ами како? Дали не прашал некој ние како сакаме? Немаме помина тешко. Ама ете ве изгледавме. И сега значи та тешко си има поминато. Некој друг му висел нагла, му кажвал приказни и така натаму било многу тешко. И сега наместо да не го повторва круго, да го смени процесот, ти упорно истото го прато, ти нив му било правено. Ај чекајте малце мор. Поентата е да му олесниш работата на децата, не да му отежни. Јас разбирам дека вие одгледавте луѓе и се е то во ред. Арно, ама работите се менва. Кошо можеме да видиме со исхраната по телевизија, по интернет и сегде, тоа што било здраво пред 10 години, сега не се препорачва, сега се препорачва нешто друго. Така и се менува. Пример, многу од практиките што и правеле порано, не ги практикуваат поке луѓе. Например, оризова вода. Порано се давала оризова вода, вода му се давала на детето, не знам што му се давала. Денешно време ти велат дека не е здраво, дека не треба се дава. И тоа е прочитано, проучено и така натаму. Арно, ама не. Како ние дававме вода оризова, сега да не му да? И тука уствари е кавгата. Пример, го оставаш детето со некој од бабите и му велиш, еве ти млеко, еве ти се што треба, ќе му даеш тогаш и тога. И се враќаш и ти вели ми плачеше, му дадов вода. Ти му кажеш како бе вода му даде, не сме вода да се дава. Оти ние вас ви дававме, па шо ви фали. Пак ќе речем што не ни фали, ама добро. И за ти му објаснуваш доктори, испитувања, чуда тие, не. Порано вака беше, сега вие младите менва демек ние од така што ни текна го менваме муаве. И добро ќе помини то го носиш па други опат, бркаш работа се враќаш па ти вели вода му дадо. А си имал кавга претходно за истиот муаве. И после не ми го носат детето, не знам што е, какви се овие младите, што да ти носат мора. Ги ти за најосновното не може да се разбери. Камо ли за нешто пој? И затоа викам, фала Богу, што сме немале такви проблеми во животот. Оти се што гледам одстрана е хаос. Ама кај нас рековме, Милена си знае таја како треба, може евентуално да прашат нешто вака, не правите, не правиме, добро. И толку е. И гледам дека многу пати сакат да кажат нешто, да дофрлат, ама знат дека нема потреба и се воздржват. И не е ништо страшно се воздржиш во живот. Арно, ама не. Има луѓе што мора да го речат сега во секундата, иначе светот ќе се распадни, готово. И јас знам дека се работи за твоето потомство, мако сакаш да бидеш дел од животот на твоето потомство, треба сите заедно да се сложите и да направите некој начин што ќе функционира. И за да не биде дека само повозрастните ги кудам, и помладите треба да имат малце поќе трпение. Са нормално светот е многу поинаков од порано, многу понервозни времиња се. Ама сепак кој се сака може да се најде начин како се функционира. И колку и да се нервозни младите, сега е нивното време за живење. Чи сега тие треба да го живеат и да го уживаат овој момент. Повозрастните треба да бидат тука за помладите, да му се најдат, да му поможат и нормално исто така да уживаат во процес. Така што ќе си оставите егото надвор пред врата, нека стои, нека му кисни таму, ќе си ја подголтните малце та гордоста и ќе сватите уствари колку е убав живот. А ако не можете, дотвораме на училница да пуштам свекрва му на Милена да дојди, со свекор му заедно
и така да споделат искуствата, кажат како е работата, шој како треба да биде. Пошто греот е детето да расти без баби и дедовци кога веќе ги има. Оти заради некаква глупа гордост. И ја пеам песната кон повозрастните, пошто нормално дека на новите родители фокусот, цел фокус треба да му биде на кај бебето. Исто како што треба биде и на сите други околу. Што значи сите треба да се прилагодат околу тоа едно суштество, а не новите родители да се прилагодват кон суштеството, па кон овие повозрастните суштества, па играј, па укрштене речи, па ти реков ми речи. Значи поминаа тие време. Мене ми е многу жал што некој некогаш трпел, арнама сега идат генерации што ќе кршат генерацијски проклетства и што ќе ги менват работите. Дали на поарно или на полошо ќе си кажи времето, ама то сепак треба да одлука на млади. Мислам ако одговара. А ако не одговара, кој те праши? И мислам дека доста е за денес. Мислам дека кратките видеа од ова видео нема да бидат многу популарни на Facebook, што таму има малце повозрастна публика. Ама па затоа и е такво името на емисија. И толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.